Кочанските титовисти, членови на Сдруженијето Јосип Броз Тито, по 9-ти пат во саботата го одбележаа 25 мај, денот на младоста и роденденот на маршалот на некогашната заедничка држава, кој е нивен патрон. Одбележувањето започна од седиштето на Сдруженијето кај градскиот пазар, од каде во колона од возила со знамиња, фотографии и други обележја на поранешна СФРЈ посетија неколку населени места во општината. Потоа, во придружба на најмладите членови кои символично ја носеа рачно изработената штафета, продефилираа низ Кочани и се собраа на заедничка свеченост во централното градско подрачје. Звуците на југословенската химна и други песни поврзани со постоењето на поранешна Југославија оддекнаа на платото во трговскиот центар. Најмладите членови на Титовото здружение ја донесоа штафетата на младоста и му ја предадоа на председателот на здруженијето, кој упати и кратка порака. Јас, како председател на Сдруженијето, имам една единствена желба, а таа е вие, како млади, да живеете во таква држава, во каква што живеевме ние постарите, во Социјалистичка федеративна Република Југославија, чиј символ беше маршалот Тито. На прославата на Денот на младоста во Кочани имаше и гости од неколку други градови од државата, како и новинарска екипа од Белград која подготвува специјална репортажа за настанот. Според Трендов, ова е потврда дека датумите од историјата на некогашната заедничка држава не треба да се забораваат. Ние сметаме дека присутното граѓанство е доволен доказ дека се уште има луѓе кои што живеат со духот на Југославија. А да се надеваме дека со времето тие луѓе, бројот нивни ќе се зголеме и повторно ќе се врати Југославија, една од најубавите, една од најмоќните држави во Европа и во светот. По тој повод е ова наше собирање. Сдруженијето Јосип Броз Тито од Кочани брои над 200 активни членови, од кои 30 се млади активисти и едно од ретките во земјата која редовно ги одбележува настаните и датумите поврзани со историјата на поранешната југословенска држава. Прославата на Денот на младоста и роденденот на Тито, членовите на Сдруженијето ја продолжија со традиционална заедничка веселба и ручек во местноста кај Дабот во близина на селото Бели.